Можностите за усогласување на потребите за преквалификација и доквалификација на активните баратели на работа со стопанството беа тема на средбата што кочанските стопанственици ја одржаа со директорите на Агенцијата за вработување и на Фондот за иновации и технолошки развој. Директорката на агенцијата Билјана Јовановска рече дека минатата година околу 900.000 евра биле распределени преку Центарот за вработување во Кочани за реализација на активни мерки, политики и услуги на пазарот на трудот. Овие пари ги искористиле 130 приватни компании. Заедно со работодавачите преку активните мерки и политики ја намалуваме невработеноста, ја зголемуваме вработливоста и изнаоѓаме решение за нивниот проблем кој што е обезбедување квалификувана работна сила. Токму и оваа година со рекорден буџет од 1,4 милиарди денари во оперативниот план се предвидени финансиски средства како поддршка за обуки, преквалификации и доквалификации за невработените лица, со што би ја намалиле невработеноста, ја зголемуваме вработливоста на тие лица и на приватниот сектор му обезбедуваме потребна квалификувана работна сила. Обуките ќе бидат на работно место за познат работодавач, ќе бидат обуки за побарувани занимања на пазарот на труд, кои што ќе ги прават верификувани провајдери. Исто така ќе имаме напредни IT вештини кои што се многу барани и атрактивни кај младите лица. Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски посочи дека е важно да се види како програмите што се креираат преку фондот реално функционираат во практика. Од првите истражувања кои што веќе ги направивме и анализи за ефектите од вложувањето на фондот покажува дека компаниите кои што реализираат инвестициски проекти во иновации и технолошки развој растат во просек со 50% во делот на приходите и со 60% во делот на добивката. Тоа само значи дека сето она што го правиме до сега треба да продолжиме да го правиме понатаму. Тоа е мотив, меѓутоа и притисок плюс врз владата и врз фондот и понатаму да ги продолжи овие програми да ги зголемува средствата за финансирање. Тоа денеска прочем и произлезе од дебатата и разговорите што ги имавме со деловната седница. На средбата со стопанствениците присуствуваше и Фатмир Бетики, советник по економски прашања на премиерот, кој нагласи дека е важно политиките што се креираат да бидат во соработка со стопанствениците, но дека не треба да се заборави и на човечкиот капитал. Во таа насока, во следниот период, тој нагласи дека ќе биде ставен акцент на дигиталната економија и на зголемувањето на конкурентноста. Домаќин и организатор на средбата со стопанствениците беше општина Кочани. Локалната самоуправа размислуваше како да помогне на бизнис секторот, а секако и на лицата кои се во евиденцијата во Агенцијата за невработени лица и дојдовме до идеја да направиме еден контакт каде што покрај нашиот апел за појавување на потребите од страна на бизнис секторот за кадри какви им се потребни за да функционират и направивме спој со Агенцијата за вработување каде што ги кажа мерките со кои што можат да помогнат во преквалификацијата, доквалификацијата, се со цел бизнес секторот да добие квалитетна работна сила, а лицата евидентирани во Агенцијата за невработени лица да добијат своји работни места. Представниците на бизнис секторот од Кочанскиот регион ја истакнаа недоволната информираност за начинот на користење на средствата од Фондот за иновации, но и за потребите од мерки за поттикнување на искористувањето на природните ресурси што ги поседуваат општините во регионот.